Добро вечер, драги гледачи. Вие го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Во него еве што ќе гледате. Прогласен најдобриот полицаец и пожарникар. Новогодишни пакетчиња за лицата со интелектуална попреченост. Крепост донираше на семејство од Враготурце. Маријан Христовски денеска ја прими наградата за најдобар полициски службеник, а Орхан Ахмети за најдобар пожарникар во општина Куманово за 2016 година. Со градоначалникот Зоран Дамјановски го испие утринското кафе, а тој им врачи подароци и им се заблагодари за нивната пожртвуваност во текот на годината за безбедноста на граѓаните. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски денеска ги врачи признанијата на најдобриот полициски службеник, како и најдобриот пожарникар во градот за 2016 година. За најдобар вработен во секторот за внатрешни работи Куманово, по предлог на своите колеги е избран Маријан Христовски, додека за најдобар вработен во територијалната противпожарна единица е прогласен Орхан Амети. Со градоначалникот го испие утринското кафе, а како награда символично во знак на благодарност им беа врачени часовници. Тоа се луѓе кои ги одбележуваат годината со својата самопожртвуваност, своето присуство за безбедноста на граѓаните на градот. По тој повод денеска агендата за одбележување на годишните божични празници отпочнува баш со следба со представници на МВР и ми представува задоволство денеска да го примиме и да му врачиме една символично признание, награда во знак на сеќавање за неговата извршена работа во 2016 година Маријан Христовски. Еве, од моје име и од име на граѓаните честитки за вашата покажена професионалност. Се надевам дека ова ќе биде потик и на вас и на Орхан за натамошни поголеми достигли резултати во вашата професионална кариера. Полицискиот службеник Маријан Христовски, кој зад себе има повеќе од 20 години кариера во рамките на секторот за внатрешни работи, работи во одделот за брзи интервенции и е добитник на овогодинешното признание за најистакнат работник. Да се добие оваа награда во конкуренција на професионални кадри со какви што располага полициска станица Куманово и секторот за внатрешни работи Куманово, представува особена чест, задоволство и потик за понатамошна работа, особено во оваа турбулентна година која и беше представуваше и предизвик за полицијата. Да се биде најдобар полицаец секако е сатисфакција и мотив за понатамошна работа, а инаку мислам дека наградата се должи врз основа на пожртвувано извршување на работните обврски задачи. Орхан Амети, кој 3 години работи во територијалната противпожарна единица Куманово, е прогласен од своите колеги од општината за најдобар пожарникар во 2016 година. Да, прв пат ја добијам овој титула. Јас сум запослен пред 3 години и моментално сум прогласен како најдобар пожарникар и се надевам и за колегите за други години да биде твоја работа што ga имаш, треба поштено да ga извршиш, командите да ги слушаш како што се наредбите. Ми сме и колективна работа, завршуваме хумана работа. Инаку, оваа традиционално наградување се одржува веќе 12-та година поред и истото ќе продолжи за да им се одаде признание на оние кои се грижат за безбедноста на граѓаните во Куманово. Лицата со интелектуална попреченост од двата дневни центри денеска добија новогодишни пакетчиња кои им ги врачи градоначалникот Зоран Дамјановски во придржба со Дедо Мраз. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски со представници на локалната самоуправа денеска оствари посета на двата дневни центри за лица со интелектуална попреченост, каде на корисниците во придружба на Дедо Мраз им подари новогодишни пакетчиња. Во дневниот центар за лица со посебни потреби до 18 години, корисниците во знак на благодарност заедно со Дамјановски пееја новогодишни песни. Градоначалникот истакна дека ова е символичен начин од социјалната програма да се оделат парични средства и во пресрет на новогодишните и божичните празници да се внесе позитивен дух кај лицата со попреченост. Отпочнуваме со нив, бидејќи на нив е најпотребна нашата поддршка, нашата помош, како локална самоуправа, како граѓани, правиме доста напори да ги убедиме граѓаните да ги ресоциализираме овие лица и на некој начин да добијат еден ток на инклузија во нашето општество. Посакувам се најдобро пред се на нив да имат добар живот,
здравје, а на нивната фамилија исто така среќа и здравје за да може да се справат со сите предизвици на овие млади луѓе. Како што истакна Дејан Стојановски, едукатор во Сдруженијето Порака наша, ова е недела на новогодишно расположение со секојдневни гости кои носат подароци за корисниците. Сите ние сме возбудени, нели ја очекуваме новата година секој на свој начин, па така и лицата со интелектуална попреченост. Да, инклузијата како таква е важна, ние од година во година, значи, затоа имаме се повеќе гости и пријатели кои што сакаат да не посетат не само за нова година и други денови кои што кога не е празник, кога не е нова година, токму поради таа инклузија, токму поради сите тие активности кои што ги работиме во насока да лицата со интелектуална попреченост бидат инклузирани во локалната заедница. Забележлив беше празничниот и весел дух кај корисниците на двата центри, кои се заблагодарија за новогодишните пакетчиња и искористија можноста да се фотографираат со Дедо Мраз. Новогодишен базар денеска се одржа во средното училиште Перо Наков. Присутните имаа можност да купат од различните производи кои што ги создале учениците. Во Средното економско училиште Перо Наков денеска се одржа новогодишен базар. Присутните имаа можност да купат различни новогодишни производи кои ги создале учениците заедно со наставниците. Тие истакнаа дека се задоволни од продажбата. Нашите ученици приготвуваат производи кои што ги продаваат по некоја символична цена. Начело со професорката Гордана Ж, ние секоја година пред нова година ја приготвуваме оваа манифестација. Највеќе месец дена може да најдете различни видови на украси, највеќе украсни производи, значи, почнувајќи како што гледате од флаши, елки новогодишни венци, новогодишни честитки и така натаму. За сега денеска ни е прв ден, многу сме задоволни, веќе и се продадоа поголем дел од производи. Новогодишниот базар е традиција во ова училиште. Средствата ќе се искористат за потребите на Перо Наков. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно Законот за празниците на Република Македонија, 1 јануари недела, нова година, односно 2 јануари 2017 година понеделник е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Истовремено Министерството на граѓаните им ја честита новата година. Советниците го усвоија извештајот за деловно финансиско работење на чистото и зеленило за периодот јули-септември 2016 година, како и програмите за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини и за уредување и одржување на градското зеленило во Куманово за наредната година. Советниците со критики за хигиена во градот. Редовно и неселективно чистење на улиците и собирање на смет од страна на надлежните служби бараат советниците од директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Најголем дел од советниците сметаа дека хигиената во градот не е на задоволително ниво, заради што претпријатието треба да преземе мерки, но и да се поработи на едукацијата на граѓаните и подигање на еколошката свест. Од директорот на вчерашната седница беше побаран одговор и дали веќе се поставени контејнерите за селективен отпад добиени од Пакомак. Петрушевски потенцираше дека контејнерите не се во функција, затоа што претпријатието се уште нема добиено лиценца за работа од Министерството за животна средина и просторно планирање. А што се однесува до хигиената, јавното претпријатие, како што рече директорот, работи со полн капацитет. Освен до сегашните 750 контејнери, поставени се и 400 нови, а се очекува да заврши постапката и за неколку возила, посочува Петрушевски. Општо е мислењето дека вон централното градско подрачје одржувањето на градското зеленило не е на задоволително ниво. Ова особено не се врши собирање на смет на јавните зелени површини, дури и оние кои се наоѓаат непосредно вдолж главните булевари, како Треќа Македонска. Дали постои одлив на средства некаде, превработување и во тој смисол тие потешкоти што ги има јавното претпријатие за да не може да ја извршува работата, бидејќи имаме многу поплаки од граѓаните на Куманово за поготово за изнесување на сметот кој што стои со денови, нели, поготово по овие населби кои што се малку подалеку од центар. Ние како јавно претпријатие ги презедовме сите чекори за да ги исполниме тие предуслови, бидејќи се работи за неколку точки кои се многу битни во
примарната фаза на припрема на јавно предпријатие, бидејќи се работи за некои работи кои се однесуваат до градска депонија. А тоа е да има во ограда, внатре ограда, која во законот, ќе ви цитирам, е невидлива, не знам каква е таа, бидејќи да не се гледа валјда од надвор, со тоа што тоа ние решивме да биде од лим, со 2,5 метра висина, минимум, тоа е фактички некоја помала хала внатре која се наоѓа во градската депонија. Добивме средства од UNDP, проектот е направен, постапката е во тек и тоа ќе биде реализирано, се надевам, до крај на јануари. Дел од советниците дискутираа и за дивите депонии во градот и околината, додека тие сметаа дека надлежно за расчистување на дивите депонии е јавното предпријатие. Директорот потенцира дека тоа не е нивна обврска. Според градоначалникот Зоран Дамјановски, треба да се подигне свеста на граѓаните за зачувување на животната средина. Од тој дел на градот, ние го чистиме до сега 7 или 8 пати имаме акција на чистење диви депонии. Ако мислите дека треба не само ние како општина да водиме грижа за подигање на диво депонираните остатоци, треба и тие луѓе да се подигне светот, не само да бараме наши права, а обврските да не ги поставуваме. Затоа апелирам до вас, политичарите од ромската заедница. Без разлика колку да сакате и да е убаво местото во политиката, одлуката е и во таа насока да работите со заедница на кои припаѓате и за која се борите. Со 15 гласови за беа усвоени извештајот за деловно финансиско работење чистото и зеленило за периодот од јули до септември 2016 година, програмата за одржување јавна чистота на јавни сообраќајни површини во Куманово за 2017 година и програмата за уредување и одржување на градско зеленило во Куманово за наредната година. Пожар избувнал завчера во стовариште за градежни материјали кој се наоѓа на улицата Цар Самуил. Како што информираа од регионалниот центар за управување со кризи, во недела околу 19 часот и 50 минути бил пријавен пожар, при што припадниците на територијалната противпожарна единица Куманово веднаш излегле на терен со 2 противпожарни возила и 5 мина пожарникари и со огнот се бореле до 21 часот. Во пожарот биле уништени канцеларискиот дел и помошните простории на стовариштето, а причината за избувнување, како и висината на настанатата материјална штета, допрва ќе се утврдува. Хуманитарната организација Крепост денеска донираше на семејството Младеновски од село Враготурце. Акцијата беше организирана во соработка со граѓаните и Алфи Техноцентар. Во пресрет на новогодишните и божитните празници, Крепост ќе донира на уште 20 на семејства во руралните средини. Хуманитарната организација Крепост уште еднаш ја покажа својата хуманост на дело. Од собраните средства во хуманитарната акција, организирана со цел да му се помогне на 8-членото семејство Младеновски од селото Враготурце, денеска во соработка со Алфи Техноцентар беше купен шпорет на дрва и врачен на 48 годишниот Новко, татко на 5 деца со оштетен вид. Радоста на слепиот татко беше неизмерна. Конечно ќе се стоплат во трошната куќичка како сите останати луѓе, без да вдишуваат шат од стариот распукнат шпорет. Упативме апел до сите граѓани на општина Куманово дека се работи за едно специфично семејство кое што е многу далеко од Куманово, кое што едва ги издржува овие тешки зимски денови. Патуваат по неколку километри дечињата за да стигнат на училиште, имаат проблеми со видот, значи речиси се, да не кажам, слепи и така да во престрет на овие ладни зимски денови во соработка со хуманите граѓани на општина Куманово одлучивме наистина да им подариме еден шпорет на дрва. Значи сметаме дека во нивната трошна куќичка кај што имавме многу лош впечаток дека тешко може да се преживее, Иво ги прашавме и нив, тие рекоа дека тоа во овие зимски денови им е најпотребно, така да одлучивме да купиме со парите од донација што ги собравме еден шпорет на дрва, така да ја презимат зимата и со Господ напреднели во пролет да продолжат во школските денови нивните активности. Тоа ќе значи за нашето семејство многу голема помош. Многу голема помош и многу сум благодарен на тоа. Па во празната куќа што недостасува некој душек за тросет и двосет, судопече, некој веш машина, така.
Шпоретот беше само дел од донацијата на хуманитарната организација Крепост наменета за ова семејство. Младеновски добија и храна, облека, постелнина. Во акцијата покрај шпоретот на дрва беше вклучено членството кое што работи во Стара црква Свети Никола во Куманово, каде што е собрана скромна донација во пакети со храна, облека, обувки, постелнина, јоргани, перници и друго. По предавањето на шпоретот на дрва ќе отидат и таму да ја зема вториот дел до донацијата. Донацијата е добре дојдена за Младеновски, но сепак според Новко, семејството ќе биде комплетно среќно кога ќе им биде доделен социјален стан во општина Старо Нагоричане. Тоа ќе значи дека 8-годишната Елеонора нема да мора да пешачи по 10 километри како сега за да стигне на училиште во Пелинце. Стан ми е неизбежна помош кој ми највише треба, што треба дете секојдневно патува, нема кој да го води. Лоши времења, те студено, те киша врне, јас сум слеп човек. Така да многу пати ќе има и изостаноци дете, не ќе може да отиде кога патува пешки. Па се јаве за сместување во интернат, тоа е централна школа Христијан Тодоровски корпус село Драгоманце, меѓутоа тој интернат за моето дете не одговара. На моето дете му треба постојана грижа, дете е со посебни потреби. Па јас апелирам и однапред се заблагодарувам кој е хуман, на хумани луѓе, на секоја помош, јас сум многу благодарен. Освен на Младеновски, хуманитарната организација Крепост планира во пресрет на новогодишните и божитните празници да донира на повеќе од 20 семејства кои што живеат во руралните средини. Бензините и дизел горивата од денеска се поскапи за 2 денари по литар, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Со одлуката се врши зголемување на рафинериските и на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 7,01, односно за 4,46%. Новата малопродажна цена на Евро Супер БС 95 изнесува 66,5 денари за литар. Евро Супер БС 98 ќе се продава за 68,5. Евро дизел за 53,5, а екстра лесното масло за домаќинство за 42 денари. Како причина за зголемувањето на малопродажните цени на нафтените деривати од РКЕ ги посочуваат за 5,83% повисоката просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена и за 2,1% повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно со услови за дожд, а дуваше слаб северозападен ветер. Максималната температура изнесуваше 9 степени, а минималната 4. За утре метеоролозите најавуваат снег, а ќе дува умерен северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 3 степени, додека утринската ќе се намали до -1 степен Целзиусов. Драги гледачи, ви благодарам на вниманието. Останете во добро расположение со програмата на ТВ+.